Која е вистината за убиството во Маково? Откако голем број медиуми во земјава објавија дека причината за убиството на 80-годишниот старец Ристо Стојановски од Мариовското село Мариово од страна на својот соселанец, најверојатно е поради тоа што Стојановски ја бранел работата на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева и ги напаѓал поранешните министри Гордана Јанкуловска и Милеја Накиевски. Внуката на починатиот во разговор за Нова Македонија дава една сосема друга димензија за настанот кој предизвика големо внимание во земјава. Таа вели дека ниту станало збор за политика, ниту пак имало воопшто простор за таква дискусија. Чичко ми беше најдобар човек не само во Маково, туку и во цело Мариово. Тој беше буквално душа од човек, секогаш подготвен да му помогне некому. Не знаеше човек да навреди, а камоли да се кара со некого. За разлика од некои други, тој никогаш не бистреше политика. Кога слушнав дека тој бил убиен, и наводно ја бранел обвинителката Катица Јанева, навистина бев чудовидена. Тоа не е точно, него политиката воопшто не го интересираше. Иако имаше бистар поглед, тој не читаше весници, ниту слушаше радио, а не гледаше ни телевизија. Убедена сум дека тој ниту слушнал некогаш за Катица. Едноставно Чичко Миристо, откако почина мојата стрина, живееше за својот син, двете ќерки и неговите овци, вели внуката на починатиот Ристе Стојановски за весникот Нова Македонија. И од секторот за внатрешни работи Битола тврда дека во прибавените изјави од мештаните никој не споменува таков мотив за трагичниот настан и додаваа дека убиецот веќе бил осудуван за слични кривични дела. Меѓу мештаните РР важел за проблематичен човек кој сеел страв меѓу селаните. Јас се затворив од пленицата, ги оставив околу 12:30 сат до тројцата да починатио и син му и тој Раде, што ги степа. Си ујдов дома околу 1 сат пак да отворам, само што се околу 150 метри онде живеам, за да дојдам да отворам пленицата, го видов кај што го тепа со стапа на масата овде. Седеше среди на клупата. Го тепа со стапа и јас сам му свикав, Раде остави го човекот, го тепа со стапа. Јас да побарам кај комшиите помош, имаше околу тројца луѓе, неќа никој му беше срав да дојдат. Дури бев тука пред да заминам се расправаше, тој нешто нервозен беше, имаше и пиено. За тој и никаква причина да нема, само некој во имото ми се мешата, никој ниту му се меша, ниту ништо. Значи и мене многу пати мимо овде начекано мимо и степано и со закани да не пријавиш полиција, ќе ви уништа фамилијата, ќе ве заколам. Пред 2,5 години не претепат вајцата со сопругата. Бевме на болница, само 1 саат беше притворен и го пуштија слободно. Има лежено 3-4 години во Димихисар на лечење. Има убиство направено, беше 11-12 години во Скопје за убиство. И сега беше многу проблематичен, за мала ситница беше така како агресивен, сакаше се по него да биде се по него. Веројатно нешто, тој му е внукот прв братучет. Татко му на убиенио и убиенио се први братучет од брат и сестра деца. Премногу своje се веројатно нешто сака, нешто може го искара како постар човек, како овај, тој веќе толку му требаше нешто и тоа. За покојниот Ристо, жителите од селото Маково велат дека бил многу добар човек, секогаш насмејан, весел и подготвен секому да му излезе во пресрет. Ристо беше злато човек. Прекрасен беше. Збором му чинеше како ангел. Имотен, све и се што имаше, многу ни е жал. Сам нека си починеше зошто да го тепа друг. Секој ден кај мен идеш. Тој си беше образовен човек, си беше служител, талентиран, многу богат. Не памтам да имало нешто направено лошо во животот во селото, да се скарал или да се степал или да бил проблематичен нешто. Некоја стара рода сме, живееме до ден денес, никакви проблеми. Никакви проблеми немаше, значи човекот сидеше тука, се го пише, од пензијата си плаќаше, си се напиваше. Ниту вреѓање, ниту кавга, ниту ништо, ниту тепачка, 82 години човек. Значи никако, а овој што истепа, тој дојди со сите луѓе закани. Осомничениот за убиството РР сега се наоѓа во Битолскиот затвор, откако судијата во предистражна постапка на Основниот суд во Битола му одреди притвор од 30 дена. Во основното јавно обвинителство не сакаа да дадат дополнителни информации за крвавиот настан.